Северна Македонија е колатерална штета на внатрешните дебати во Европската Унија, смета Гарет Мартин, професор на школата за меѓународни односи на Американскиот универзитет во Вашингтон. There is concern because of some of the other countries that joined in recent years. Постои загриженост поради други држави кои влегоа во Европската Унија изминативе години, конкретно Полска и Унгарија, кои покажуваат демократско уназадување и непочитување на владењето на правото. Грижата е дека постоечкиот процес на проширување не е доволно добар да осигура дека новите држави кои доаѓаат ќе ги прифатат европските вредности. Ова игра важна улога во ваквата одлука на Франција. Тој вели дека државата сега треба да направи две работи пред евентуално да го добие следниот датум, да инсистира на јасна гаранција од европските лидери кога ќе бидат исполнети конкретните услови, како и да ја убеди јавноста дека реформите, особено враќање на довербата во судскиот систем, се неопходни, дури и веднаш да не се одобри почеток на преговори. Technically, one state could keep on blocking. Технички, една држава ќе може секогаш да го блокира влезот. Европската Унија се заснова на компромиси и враќање услуги. Ако Франција добие нешто за возврат во друга област која е од нејзин интерес, можеби ќе го тргне ветото. Според него, недобивањето на датумот може да се одрази врз поддршката на владата, што ќе се покаже на предвремените избори на 12 април. Because there is a promise. Ако владата дала ветување дека ќе се отворат преговори за ЕУ, а тоа не се случи, сигурно дека е возможно избирачите да казнат. Но верувам дека ќе се земат предвид и други суштински промени кои се направени. Во секој случај може да биде многу проблематично за актуелната влада. Мартин верува дека во овој момент е потребен поодржлив фокус на САД кон Балканот, а очекуваната ратификација на протоколот за НАТО во Сенатот ќе биде мотив за македонските лидери да продолжат со реформите. И Европскиот комесар за економски прашања Пиер Московиси смета дека се бара преголемо трпение од Северна Македонија и балканските држави на евроинтегративниот пат. Европскиот совет го одложува датумот за пристапни преговори за Северна Македонија и Албанија, но тоа не смее да се гледа како одбивање. Процесот е во тек. Некои услови мора да бидат разјаснети. Тој додаде дека пристапувањето во Унијата е инклузивен процес и од Европа треба да има сериозен пристап кон Балканот.